Посланикът на Европейския съюз в Скопие Михалис Срокос отново говори за преговорна рамка, за ясни условия, за конституционни промени. Какво е това упорство на властта за промените в Конституцията? Това ли е най-големия проблем на Македония в момента? Нема сигнали дека владата ќе го промени тој свој став. Тие на некој начин на критиката на договорот од јули 2022 година, меѓу другото и дојдоа на власт. Првично зборуваа за тоа дека немаат соговорник во Софија, бидејќи на почетокот имаше службена влада, техничка влада во Софија. Рекоа дека треба да се почека политичка влада. Дојде политичка влада. Од политичката влада стигнуваат истите изјави и ставови како и од претходната техничка влада. Тоа е дека Бугарија обстојува на тоа што е договорено во јули 2022 година. Се зборува за некаква тивка, невидлива дипломатија, не знам реално дали ја има, нели, и што би можеле да бидат резултатите од неа. Јас мислам дека Македонија, Северна Македонија е веќе влезена во предизборие и калкулациите околу тоа како ќе се помине на локалните избори кои ќе бидат некаде во октомври, најверојатно првата половина на октомври, кај партиите, па и кај владачките партии се посилни од се друго во овој момент. Барем до локалните избори јас не очекувам никакво придвижување. За потоа да почекаме па да видиме. Ако Македонија не се движи към Европейския съюз, защото от страна на България няма нови условия, преговорната рамка е одобрена от всички държави членки. Но ако не се върви в тази посока за изпълнение на общоевропейските условия, какъв е другия вариант? Защото на пръв поглед, ако не Европейския съюз, вариантът е ясен. Сръбски свят. Има ли чужди интереси, които искат да спрат пътя на Македония към Европа? Го слушаме тоа. Видете, ова силно, јас би го нарекол антизападно чувство и сентимент, особено кај етничките македонци во оваа земја, е делумно резултати на неуспесите на ЕУ да испорача. Знаете дека оваа земја е земја кандидат од 2005 година. Оваа година славиме неславен јубилеј, 20 години кандидат, а без се уште отворено ни едно поглавје во тој пристапен процес. 2019 година по Преспанскиот договор беше некаква пресвртница, сега во негативна смисла, затоа што тогаш целата реторика која што доаѓаше од најголем дел од земјите членки на Европската унија и од Брисел беше решете го уште ова прашање и патот кон НАТО прво, а потоа и кон Европската унија ќе ви биде отворен. И наеднаш Франција во тој момент побара нова методологија, нови правила на игра во делот на проширувањето, и тоа на некој начин го преврте тој моментум во оваа земја. Тоа беше нов бран на разочарување, за тоа дека еве уште една жртва е дадена и направена, а резултатот од тоа да, стигна членството во НАТО, ама патот кон Европска унија не се отвори. Потоа стигна барањата од Бугарија и тој процес се закочи. Во моментот во општеството наше некако нема атмосфера за правење нови тешки компромиси, како што се смета овој со прифаќањето да се продолжи пристапниот процес под условите од јули 2022 година. Дали тоа ќе се менува со време? Мојата прогноза е да, меѓутоа дека ќе треба да помине еден цел нов циклус и тоа нема да се случи утре. Тоа веројатно ќе биде низ години од сега, тоа ќе биде на крај резултатот во меѓувреме ќе бидат нови иселени луѓе и се помалку македонци, албанци и други во оваа земја. Като един од најопитните журналисти в Македония с богат поглед върху политиката и обществото, има ли алтернатива на Европейския съюз за Македония? Мислам дека и дури власта која што вели дека не сака да продолжи под овие услови напред во европскиот пат, вели дека нема алтернатива тој процес. И мислам дека навистина нема алтернатива. Знаете, ако
за година-две видиме дека Албанија и Црнагора навистина напредувале брзо и стигнале некаде кон крајот на пристапните преговори, тоа ќе почне да прави притисок и кај нас дома, особено што сме етнички комплицирано општество, бројна албанска заедница, која што како се вели, дел од нашата внатрешна политичка динамика. Така што да заокружам за ова што го кажав претходно, алтернатива на ЕУ нема.